Пратеничката Богова. Почитуван председавач, почитуван министер во владата на Република Македонија, колешки и колеги пратеници. Денес на Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство во Собранието на Република Македонија дебатираме, расправаме по предлогот на Закон за финансиска поддршка за намалување на последиците од COVID-19, пандемијата врз производството и откупот на тутунот од реколта 2020. Веднаш на самиот почеток би сакал да ве информирам дека партеничката група на ВМРО-ДПМН ќе даде поддршка на овој предлог на закон, се со единствена цел да се помогне на тутунари. Но дали е тоа доволно и како ние се доведовме до една состојба, имајќи чисто злато, македонскиот тутун е меѓу најдобрите брендови кои што потекнуваат од ова подрачје, да го помагаме сега со една, за мене, сепак, само символична сума. Под број 1. Ниските откупни цени оваа година, незабележани неколку години нанасат. И за тоа алармиравме, за жал, се потврди еве и со овој предлог на закон, да може барем да се постигне онаа цена која што спомна министерот, барем една минимална откупна цена. Под 2. Класирањето на тутунот, кој што фактички значеше една неправедна проценка. Исто алармиравме и пред да започне откупот, дека ќе дојде до едно неправедно ценење на тутунот. На штета, сепак, само на тутунарите, не на откупните предпријатија. 3. Сите оние состаноци, кои што верувам дека почитуваниот министер беше присутен, а ние опоменавме, ка партискиот состанок не може да биде состанок со тутунари. Не вроди со плод. Освен за една мала група на луѓе, кои што го дадоа тутунот по некаде цирка 200 денари, колку да се прикаже дека имаме цена која што е прифатлива за земјоделците, но во стварноста не беше така. Неколку пати и лично овде, мислам и заменикот беше почитуваниот господин Трајан Димковски, секако и министерот Аријанит Хоџа, спомнавме дека таквиот тип на состаноци нема да даде резултат. 4. Увозот на тутун. Сите оние пропусти кои што беа направени, шлеперите на тутун, кои што се носеа, некој тогаш велеше дека нема да имаат влијание. За жал, потврди дека имаат и какво влијание. 5. Законот за тутун. Во Законот за тутун стои дека има најсофистицирано решение, ИСЕТ, системот за тутун. Таму имавме пропусти во делот на внесувањето на податоците. Јас се надевам дека за ова реколта сето тоа ќе биде надминато. Сега сме донесени во ситуација да помагаме преку буџетски средства. Едно време беа спомнати 6,8 милиони евра, сега гледаме денес, министерот спомна некаде околу 307 милиона денари. Се некаде 5 милиона евра. Корисниците на оваа мерка ќе бидат сите оние земјоделски производители тутунари кои што се пријавени за мерката 1.10 директни плаќања за произведен и предаден тутун од реколтата 2020. И сега она што е најинтересно. Финансиската поддршка се состои од 3 денари за втора класа. 3 денари за втора класа на тутун и 16 денари по килограм за трета и четврта класа. Според мое длабоко убедување, премалку за да се испере срамот оваа година што ги задеси тутунарите. Премалку. Почитуваните тутунари заслужуваат многу повеќе. Ви благодарам.